одлична филмска понуда на Телма, можност да уживате во овие есенски денови, да поминете добро време со добар филм или некоја серија, како што можевме да видиме и она што се најавува наскоро. Секојдневно во утринската на Телма и потсетување за тоа што можете да гледате во текот на денешниот ден на нашата ТВ програма и тоа ќе го слушнете, се разбира, и во продолжение. А она кое што го најавивме со самиот джингл е следното вклучување од лице место. А тоа значи дека повторно се гледаме со Кате. Кате е негде надвор, на сонце среќа, малку потопло од колку што е можно, нели? И Кате во претходното прво вклучување денеска најави дека ќе зборуваме за настан кој што е поврзан со воздухопловството. Со оглед на тоа што имавме период во кој што, како што каже и самата ти, се беше ставено на пауза, како така и авиосообраќајот, но сега полека почнува таа фреквенција, но кога се работи за тема воздухопловство, тоа е секогаш атрактивно. И би било добро да слушнеме за каков настан станува збор и што точно ќе се зборува за воздухопловството таму. Така е, да. Убаво кажа Ивана, минатата година или 2020 година беше навистина година погубна за воздухопловството, но можеби годините пред тоа не се баш такви какви што нели паметат барем луѓето кои што се дел од оваа бранша. Кога сме кај воздухопловството, од многу скоро беше формирано едно здружение кое носи наслов Авикон, во кое беше формирано од ентузијасти или луѓе кои што се дел од тој воздухопловен сектор, да речам, од различни бранши. Значи, нам ни е најпознато, нели, кога се работи за воздухопловство, да кажеме, аха, да, тоа се пилоти. Не, таму има многу повеќе луѓе кои што учествуваат во целиот тој процес, а ние не ги гледаме, ниту знаеме дека постојат како професии, доколку не ни се, нели, во домот или не се пријатели. Токму еден таков човек имаме овде, ќе ни раскаже тој самиот како и што, нели, оди неговата приказна, па ќе ви објасниме и што ќе се случува во сабота на школка заедно со Тихомир Джингов. Не сгрешив, нели, Джингов сте. Така е, да. Добро утро. Добро утро за Телма екипата и за гледачите на телевизија Телма. Да. Јас сум Тихомир Джингов, по професија авиодиспечер и инструктор за безбедност во авиацијата. Како тргна вашата приказна? Па мојата приказна тргна многу едноставно. Ме повикаа на работа давно 92 година и влегов во авиацијата, макар што пред тоа бев во војската со авиони. Југословенската војска и сега тоа трае веќе 30 години скоро и може да се нарече дека, како викаат, во крвта ми е више авиацијата. Значи, авиодиспечерот има еден текст, може да го погледнат на сајтот на Авикон, Aviation Connection, што ви се рекло. Може да го погледнат, таму пишува дека се неопеани херои на авиацијата, како што спомнавте. Самата приказна дека авиацијата се пилотите, дури и контролорите, е сосема точна, меѓутоа имаме екипа која што се грижи за сето тоа сето тоа да работи, да се движи, да не застане. Ни кажете кои се се луѓето како професии кои што се внатре, а ние не ги гледаме или не знаеме многу за нив? Па можеме да разговараме, значи почнувајќи од контролорите, да ги поздравам и колегите контролори, да ги поздравам екипите што ги одржаваат системите на контролата на летање, да ги поздравам екипите на аеродром, значи имаме за багаж одговорни луѓе, за чистење на авионите, за тие што чекираат картите што кога ќе доаѓате на аеродром, да не испуштам некого, дури и возачите се наши колеги драги кои што мораме да ги поздравиме. И од другата страна на мрежата се авиокомпаниите кои што нормално не се само пилотите и кабинскиот персонал, модерно или кажано стюардеси, ствари кабински персонал, нели? Струсаме и тоа во зборот сите го користиме стюард или стюардеси. Значи тука се и авиомеханичарите, авиоинженерите кои што се грижат за безбедноста, тука се луѓето кои што работат околу нас и диспечот како центар за кој што се, како се вика тоа на англиски фокал, се извинувам што користам англиски изрази, меѓутоа македонски. Дел од животот. Делот, да, и навика на изговор. И самата приказна, на пример, мојата лична приказна е седиш во канцеларија, прегледуваш све што можеш да предвидиш и да видиш што може да се случи во текот на летот и да се подготви целата документација, наречено crew briefing, за екипажот, за пилотот и копилотот, да добијат план на летање, да добијат метео информации, да добијат информации за состојбата на авиопатиштата што се горе во воздухот,
како на почетниот аеродром, така и на дестинацијата, така и на околните аеродроми кои што може да служат како алтернација. Значи, една убава работа. Комплексна. Дефинитивно комплексна. Значи, таму ако немаш нерви да го држиш тоа, да го издржиш тоа, притисокот кој се создава од комерцијалата, и нив да ги поздравам, пошто без комерцијала авиацијата не може да работи ако не се продадат картите. Ние што ќе летаме и така натаму. Значи, целата работа е најубавата работа во авиацијата е дека ниеден ден не е ист. Значи, никогаш не е здодевно кај нас. Да. Стресна е оваа професија? Епа, гледам многу луѓе гореле во тоа. Баш буквално. Меѓутоа, јас имав среќа еден колега од Булгарија, не знам дали е повеќе жив, тогаш беше доста сениор, што викат, да не се возрастен, да не се изразуваме, нели? И тој ми кажа, дали ти сакаш да живееш во авиација или сакаш да изгориш во авиација? И јас од тога се научив, тогаш уште се пушеше во канцелари, седни, размисли, види што ќе направиш, проучи ги сите можности и делувај како што треба, а не да брзаш, да рипаш, да скокаш, значи да изгориш во авиацијата. И гледам дека сите колеги, мислам, почнувајќи, значи, од контролори, сите надоле, се вежбаме на тоа, едноставно се вежбаме, се тренираме, затоа постојат и службите за тренинг, и тие колеги да ги поздравам, пошто јас се сметам за еден од нив, инструктор за безбедност во авиација, и тоа го учиме, учиме не е како на училиште, меѓутоа се вежбаме да ги... Некои вештини да се користат, така? Точно така, вештините се најважни затоа што ако не ги следиме правилата и процедурите, стандардните оперативни процедури ги нарекуваме, тогаш нема како се вика да го Нема да одржи. биде добро се тоа во воздух. Никако, ни во воздух ни на земја. Така е. Сега, кога веќе им објаснивме, верувам дека ако не гледаат многу млади луѓе, ќе им пренесат повозрастните кои што не гледаат во мика, тие можеби уште спијат, нели? Да им кажат дека ќе се случува еден интересен настан оваа сабота на школка. На отворено, со почитување секако на сите протоколи. Но што ми е моабетот? Моабетот ми е дека таму ќе има дел од оние луѓе веројатно што никогаш и не сме ги виделе, така? И ќе бидат таму за сите, верувајте ми, за сите средношколци и оние кои што, нели, студенти и така натаму, кои што се интересираат едноставно, кои што го сакаат тој воздухопловен простор и сакаат да видат што треба да направи или што треба да знаеш за да можеш да се вклучиш во сево ова. Тоа е се со цел да создадеме еден тим или како да кажам една нова генерација на луѓе кои што ќе му требаат на македонското воздухопловство. Дефинитивно тоа е целта сега за сега, затоа и се нарекува саем на авиацијата. И целата таа приказна е да ги запознае, да се спојат генерациите. Јас ги поканив моите колеги од мојата генерација, макар што се уште се сметам за млад ентузијаст, се приклучив на екипата на Авиком и таа комуникација е многу битна. Многу важна затоа што целата приказна и во авиацијата и самата структура на авиобизнисот е битна, најважна е комуникацијата, најважно е, како се вика, почитувањето, најважно е да се осознаеме зошто сме тука. И колку што знам дека таму секој од вас ќе им биде достапен и на средношколците, на сите млади, еве да кажеме, луѓе кои што ќе дојдат и ќе може да ве прашаат. Например, вие што сте и вие ќе им кажете: јас сум тој завршив така и вашиот пат, така некако, нели? Па тоа е целта, нели, затоа се и тие сајми, сите сајми се за тоа да се објасни што е идејата во авиацијата. Претпоставам дека луѓето кои ги гледале сите тие програми за авиони, за авиација, за организацијата на целокупниот бизнис, се имаат неко основно познање. Меѓутоа пак ќе се вратиме на тоа дека не се само пилотите, кабинскиот персонал и контрол. Ние ги кажавме овие луѓе кои што се одговорни за тоа какво ќе биде времето, временските услови. Секако колегите од метеорологија, значи сите има таму се вика Flight Information Office, FIO, значи тие се важен дел. Важен дел тие, ако не обезбедат целата документација, све што се однесува за авионите, да ние им предадеме после на екипажот што лета, нема ништо, значи све застанува. Сите се тие професионалци, што би рекол некој 110%, значи тие не се дојдени тек така таму и ставени, и да бидат ставени така, тие мора да предат основните обуки и најпрво за меѓусебното однесување како тоа, да има специјална обука за тоа. И после разговараме за управување со безбедноста, што треба да се внимава, да кажеме пример ќе ви кажем покрај авионот. Ако видите нешто
околу авионот, некое ѓубре, нешто, како да го наречам, смет. Тоа треба, и јас сум го правил тоа лично, да се подигне, затоа што може да биде Нешто. смукано, да, било што да е. Во авионот да го оштети моторот, може да мислиме колку е се... Сериозни работи. Само сериозно, меѓутоа не само техничкиот дел кај што ќе се оштети авионот, каде е тука економскиот дел кој што ќе доцне авионот, патниците, така тој и финансискиот дел, значи целата приказна која ќе се затвори, кругот не може да остане без стручни луѓе, а тие нови луѓе што ќе дојдат, со сигурност ќе има, јас, имаме колеги пилоти, веќе пензионери, имаме контролори на сите служби, ќе има авиомеханичари, авиоинженери и секој по својот афинитет. Може би некој сака да биде само утовар на багаж, меѓутоа тоа не значи дека е тоа лоша работа. Едноставно таму се почнува. Јас сум почнал некој дел кај што Така е, таму се почнува? па така е зборот, нели, може да се почне што се кажува таму. Да, и имам колеги, многу драги колеги кои што ги возеле тие, да кажеме, цистерните за чистење на WC-та, тоалетите во авионот. И сега се супервајзори на стајанката таму кај што се паркирани авионите, така да многу убава работа која што треба да ја видиме сите, да ја знаеме. Со друго е сега што немаме македонска авиокомпанија, меѓутоа тоа веќе е висока политика, да, која што нема да завлегуваме тука затоа што нема потреба. Желбите се тука да постои уште нешто тако. И да создадеме нов тим, нова генерација на воздухоплов. Дефинитивно. Кога ќе каниме сите на школка во сабота? Во 10 часот? Во 11 часот, во 11 часот пред школка може ти пред тоа да дојдеме, да, тука ќе бидеме затоа што ако луѓето почнуваат да се откажуваат во годините како моите или постарите, ништо не сме направиле. А верувам дека сите тие што ќе дојдат од мојата генерација, авиогенерација, се големи професионалци ќе помогнат. Луѓе што се организатори, колегите во Авикон, се исто така големи професионалци. Така да воопште не станува збор за, како да кажам, за нешто направено на брзина или без добри мисли. Без добра организација и така натаму. Школка, сабота, 11 часот, можете и пред тоа да дојдете, таму се сите овие луѓе, возрастни, помлади и така натаму, сите тие ќе ви бидат на располагање, драги мои средношколци, факултетли, млади луѓе од Македонија, бујрум на школка во 11 и ќе дознаете што значи да се биде во воздухопловството, колку е тоа таква, да речам, стресна, одговорна, но и убава професија. Како вели Тихомир, кога ќе влезе, како воздухопловството или авиацијата во крвта, готово, толку е. Нема, јас се уште сега например минус доста со мирисот на керозин кога не сум на аеродром. Се случи ја да останам без работа сега со ситуација како што спомна на почетокот, не погоди многу луѓе. Сега тие што имаат работа можеби се и срекни. Не можеме да знаеме дали им се намалија платите или не, или така натаму, со се тоа поврзано. Значи, Па добро, да држиме палци, значи, да помине кризава, да ве вратат повторно, да се вратите таму кај керозинот, кај тој мирис, така е, да. Но туку има ли можност за песна таму или нема песна? Ние со песна завршуваме Селинкови. Има, пеете вие таму во авиација? Па, пееме, али јас мислам дека не сме од тие што се музикални, затоа што ни се уништени. Мене лично малце и слухот, па да претпоставам дека се случува и да и гласот сега веројатно и со годините се случува да нема она. Нема завршиме со песна, ама ќе им кажеме дека така е. Можеби што има подобар слух и Мијата е тука, ќе ни пее. секогаш. Секако од дома, во овој миг веројатно не гледа. Поздрав до сите кои што не гледаат и не заборавајте. Школка е 11 часот, сабота е местото каде што ќе се запознаете со се она што значи саем на воздухопловство. Слушнавме кај те, разбравме и запомнивме и еве ги покануваме гледачите во сабота да отидат во градскиот парк на школка. Времето ќе биде убаво, тоа знаеме и уште една можност плюс да уживаме во настанот кој што вие го најавте заедно со Тихомир. Доколку ме слушаш се уште ќе му принесеш дека на вистина се приметува и дека е очигледно со колкав ентузијазам зборува за својата работа и очигледно е дека му недостасува тоа време кое сите веруваме и се надеваме дека ќе се врати и ви благодариме што ни пренесовте повеќе информации за овој разговор кој што го проследивме.